ова издание. Њујорк домаќин на првиот светски конгрес за марихуана. Канабисот е легализиран во повеќе американски сојузни држави. Алтернативна медицина. Лекувањето со кристали се попопуларно, иако не постојат никакви научни докази. Прва македонска представа на знаковен јазик, прилагодена за децата со оштетен слух. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Групата Г7 ја осуди Белорусија за како што се наведува намерното насочување мигранти преку нејзина територија кон Полска и Европската Унија. Го повикуваме режимот веднаш да ја прекине својата агресивна и експлоататорска кампања за да спречи понатамошни смртни случаи и страдања. На меѓународните организации треба да им се обезбеди непосреден и непречен пристап за доставување хуманитарна помош. Се вели во заедничката изјава на министрите за надворешни работи на Канада, Франција, Германија, Италија, Јапонија, Велика Британија и Соединетите држави. Европските земји го обвинуваат белорускиот председател Александар Лукашенко дека поттикнува илјадници мигранти во најголем дел од Блискиот Исток нелегално да ја преминат границата, како одмазда за санкции воведени од Европската Унија. Белорусија негира дека го организира собирањето мигранти. Во соопштението се изразува и солидарност со Полска, како и со два други соседи на Белорусија – Литванија и Латвија. Повеќе американски сојузни држави веќе имаат легализирано марихуаната за медицинска, но и за рекреативна употреба. Последен во низата е Њујорк. Таму неодамна се одржа и првиот светски конгрес посветен на канабисот. Државата Њујорк ја легализираше рекреативната употреба на марихуана и се очекува оваа индустрија да порасне драматично, што ќе донесе профит и нови работни места. Овде, на Светскиот конгрес и деловната изложба за канабис, присутни се повеќе од 200 компании на располагање и бараат да заработат. Но не станува збор само за парите за кои се заинтересирани државните функционери, како што е заменик гувернерот на Њујорк, Брајан Бенџамин. Проценуваме дека некаде околу $400 милиони приход ќе има во оваа индустрија. За мене тоа е пристојна бројка. Но поважно е што луѓето не мора повеќе да се кријат поради марихуана. Овде се изложени многу производи за производство и преработка на марихуана и оние поврзани со пакувањето. Но посетителите нема да ја најдат самата марихуана во салите на центарот. Таа се наоѓа само во специјализирани продавници. Повеќето производи содржат екстракт од марихуана наречен канабидиол или CBD. Се смета дека има позитивни влијанија, вклучително и ослободување од анксиозност и несоница. Многу од овие тврдења не се докажани, но луѓето кои ги користат велат дека им помага. Започнав во 2018 поради анксиозност. CBD помага за анксиозност, депресија, артритис. Дури помага и во лекување на мултиплекс склероза, но може да помогне и во борбата против ракот и да ги уништи туморите. Според анкетите, секоја година се повеќе американци поддржуваат легализација на марихуаната за рекреативни цели. Според Pew Research центарот, само околу 8% од американците велат дека марихуаната не треба да биде легална за употреба. Мислам дека со години се програмира општеството дека дрогата е лоша. Марихуаната не е добра. Но секој што е подобро запознае на оваа тема, знае дека тоа не е така. Организаторите на изложбата велат дека нивната цел не е само образование, туку и промоција на индустријата за марихуана на источниот брег, покажувајќи ги многуте економски придобивки што ќе ги има. Лекувањето со канабис е само една од формите на алтернативна медицина. Но во последно време се попопуларни стануваат и други, како користењето кристали. Сепак не постојат никакви научни докази за ефикасноста. Беки Вадел е собственичка на бутик за козметички производи во Вашингтон. Нејзино хоби биле полускапоцени камења, но кога сфатила дека кристалите станале дел од индустријата за убавина, тоа се променило. Неколку клиенти побараа кристали. Тогаш си реков, одлична идеја. Кристалите особено станале популарни со пандемијата. Вадел вели дека не може да одговори на зголемината побарувачка. Заедно со наводно лековитите карактеристики, цените на кристалите варираат од $20 до $5,000.
Although we get a lot of people from all around the country that are Доаѓаат луѓе од секаде, туристи, и бараат продавници за скапоцени камења и минерали. Но и за оние од Вашингтон, стресот е голем. Луѓето работат од дома, нивниот дом веројатно е прилично мал. Се обидуваат да имаат се на тој простор. Многумина сакаат парче минерал на своето биро. Познати личности дадоа потик на оваа индустрија. Супермоделот Наоми Кембел вели дека секогаш носи кристали во својата чанта, а пејачката Адел спомна дека незината помалку од совршена изведба на Греми не била успешна, бидејќи го изгубила кристалот за среќа. Актерката Гвинет Палтроу дури и продава кристали за лекување на незината веб страница Goop. Но лекарите велат дека нема докази за лековитите својства на кристалите. There's no scientific evidence to show. Нема научни докази за тоа, но има простор да се верува дека одредени работи можат да ја зголемат нивната позитивност и менталното здравје. Со тоа пак се подобрува и вашиот поглед на свет, што може позитивно да влијае и на имунитетот. Дали е тоа од лековитите кристали? Не, тоа може да дојде од многу различни работи во вашиот живот, поминување време со тие што ги сакате или со вежбање. Кристалите се врзани со политичка контроверза. Иако се ископуваат и во сојузни држави на САД, големи количини доаѓаат од Авганистан, каде што нема регулатива за ископувањето. Според некои извори, Авганистан заработува околу $20 милиони годишно од син Малахит и тие пари одат право кај талибанците. Четворица млади македонски актери ја конципираа првата детска представа на знаковен јазик. Мики Трајковски јавува за идејата и за реализацијата. Четворицата битолски актери покрај што гласовно зборуваат говорите на знаковен јазик, што ја прави представата 3, прва професионална театарска представа на знаковен јазик во земјава. Покрај за широката детска публика, истата е наменета и за деца со оштетен слух, објаснува за Гласот на Америка режисерот Јован Ристовски. И со тоа правиме еден импакт, веќе кој се случи на премиерата на 29 октомври на репризите, каде што децата кои немаат оштетен слух, кои слушаат, ја учеа азбуката на знаковен јазик во интеракција со актерите во сцената. Така да мислам направивме на од хуман аспект, освен уметнички, во хуман аспект направивме многу големо дело, бидејќи самите деца веќе не комуницираат и нивните родители, кои не прашуваат за знаковната азбука. За актерите ова бил голем професионален предизвик на совладување на знаковниот јазик, работеле повеќе од 3 недели. Секако дека тоа е еден нов свет кој што се отвори пред нас. Првично се запознававме со светот на луѓето кои што имаат проблем со слушниот и говорниот апарат, а потоа заедно со професорката Сузана ги учевме знаците. За Маја непроценливо било чувството да се игра пред овие дечиња. Првата представа ја имале пред учениците од Заводот за деца со оштетен слух Кочо Рацин од Битола. Нивното поимање на нештата било некој што слуша, сака да го научи нашиот јазик, да ние да можеме да комуницираме и да гледаме нешто и да ги разбереме и така натаму. Така што мислам дека таа емоција кај сите нас во екипа роди навистина големи чувства. Се надева дека со ова ќе дадат свој придонес за поголема инклузивност во општеството за лицата со попреченост и запознавање со нивните реални потреби. Иницијативата на целата представа е дека со надеж дека Министерството за култура и владата на нашата земја е да прави редовен репертоар на знаковен јазик за деца со оштетен слух во Битола и во Скопје, бидејќи сите глувонеми деца од Македонија учат во Битола, предучилишна и училишна возраст, а средното образование, единственото, исто така се наоѓа во Скопје. Плановите на Ристовски се во блиска иднина да биде реализирана и представа на знаковен јазик за возрастната популација на лицата со оштетен слух. Представата е дел од ДАТО, Центарот за современа уметност и култура од Битола. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. И тоа е се за ова издание. Поздрав од Вашингтон.